Мене првиот комшија, која ја купив куќата ја со Мареквил, ми беше македонец од Егејска Македонија, кој што бил учен на некој грчки систем он. Сега ние зборуваме македонски, а тој ми вика дека ја не сум македонец. Дека бил тој македонец. А му каме ондаш, што сум јас? Вие сте вика Срби. Не му кам, ние не сме Срби. И ако сакаш ја му кам ќе донесам Србин, Србино му кам, тебе многу тешко може да те разбери. И мене. Ама ја и ти му кам, ние се разбираме. Еве ти песната, ти те опушам, грамофонот му кам, еве тие Васка Илиева, Никола Бадев, Александар Царивски, сите песни му кам, ти ги разбираш, ги разбирам. Па како сега му кам, ти мене ме правиш да сум ја Србин? Ние му кам, тоа треба да го забораваме, ние сме македонци. Абе баба ми му кам е од Саносело му кам, го знаеш, од Врбијани му кам, дедо ми бил. Па имале мака, се префрлиле на оваа страна. Имаме доста такви примери, да. И му кам, сега како ние, сега ти мене ме правиш Србин, а ти се правиш македонец, а децата ги учиш му кам грчки, не ги учиш македонски да зборуваат. Како систем му кам ти имаш? И денеска, јас си ги поштавам нив како комши, пошто тие ме разбраја, али децата нивни не знаат македонски, само знаат грчки и англиски. На тие македонци кои дошли од порано. Тие се од Егејска Македонија, али така ги школувале. Така се задоени. Да тие се Срби. Поред секој чест за исклучоци, али претежно владе мислењето, како што веќе кажа. Да. Македонија раѓала многу добри јунаци. Али во овие последни, мислам, од кога се растури Југославија и пред да се растури Југославија, родила и многу големи издајници. Што и чедото видовме на телевизија како се го дава за грчки остров. И дека тие не биле македонци во Егејска Македонија, а од друга страна еве денеска што доживеавме, да тој истиот, таа истата група што се тие, да не направат дека сме и бугари. Тоа е една голема срамота за нашата нација, која што е најстара во светот. Значи, најстаро е Сонцето, а после е Македонија. На младите му препорачувам секоја прилика да дојдат овдека, да се отворат бизниси и да се отворат бизниси во Македонија, доколку тој систем се поништи. Да му даде шанса да да младите одат назад, да отворат. Два пати јас, мојот син го носам тамо, јас и он, само да му се смили Македонија. Првиот пат ми рече дека многу убава земјичката е, само му треба некој понаше како аџасмен, да се прилагоди, да. Да се прилагоди и да има човек кој што ќе го земи народот, заеднички да работи за државата. Народот треба да работи за државата, а државата да работи за народот. А тука обратно е. Народот дава за државата, а владата ништо не му дава. Таква едина земја е во светот, само Јапонија. Владата работи за народот, народот за државата си работи. И затоа ќе има држава. А како што ти рекол Преска Радко, Македонија раѓа најголеми јунаци во светот, што животите ги дале. И татко ми сум го изгубил во таа војната. И дедо ми. Бугарите го отепале во бавчата негоја, пошто тој ги сакал да ги сачува двајца фамилијата во Бач, што имала Дујќан. Кога разбрал дедо ми дека евреите ќе ги берат 42 година, дека ќе идем, тој му рекол на евреите, ја ќе ве сокријам, ако ќе дојдат бугарите. А кога дошле бугарите во селото, го побарале Никола Кмето, да ги каже кај се евреите. Тој му рекол, евреите не знам кај се, сноше беше Дујќан отворен. Сега евреите ги нема. А дедо ми ги сокрил во амбаро, во пченица да ги закопал, за да ги сокрие. Кога дошле во дворо бугарите, фашистите бугари, што тие ни вика дека ние сте му биле браќа. Ние не можеме никогаш со тие луѓе да бидеме браќа. Му рекле, Никола, имаш одредено време да ги донесиш мажот, жената и двете деца овдека. Иначе ќе ти ја запалиме куќата. Кога евреите слушнал во амбарот,
дека му претат на дедо ми, дека ќе му ја запалат куќата, тој станал со жената му и децата, испаднал пред фашистите, и ја ги зеле, и еден од фашистите му рекол на дедо ми, Никола рече, ние ќе се вратиме повторно кај тебе. Последна недела, тие доваѓа, дедо ми го тепаат во среде бавча, кај што си ја вадел бавчата. И кога прашале стананите зошто го отепале, рече тој крадеше од бавчата. Како ќе краде од својата бавча, бе? И сега бугарите нас ќе ни бидат браќа. Па треба да поминат генерации и генерации, да ние, тие генерации да заборават што тие луѓе правеле на нашите. Па нека го погледаш леталишето во Скопје, тие глаите од кои се наместени таму, тие млади деца од кои били убиени. Тие не били убиени од македонци, тие били убиени од фашистите. Затоа на младината му препорачувам да се ја чуваат државата. Македонија раѓала јунаци, ама еве во последниве години издajниците ги превладаа јунаците.